Добре дојдовте во Урбаните вести. Во текот на месец јули скопјани ќе добијат ново катче за уживање со панорамски поглед на градот. Ова е само најава за денешните вести. Останете со нас. Во јули Скопското кале ќе биде отворено со нови содржини. По реакцијата на Прва Скопска се обновуваат фонтаните во Киселавода. Се поголем бројот на вработени со скратен годишен одмор. Во текот на месец јули се очекува да завршат сите постапки и гратежни работи за уредување и отворање на Скопското кале со нови и атрактивни содржини за сите возрасти. Освен што ќе се уреди просторот со нова урбана опрема, тука ќе се гради и зиплајнот кој ќе се спушта до градскиот парк, а во просториите на Музеот на современа уметност ќе биде отворено кафуле, од каде што граѓаните ќе имаат прекрасен панорамски поглед на градот. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најавува отворање на калето со нови содржини. За таа цел завршена е реконструкцијата на улицата Самуилова и на паркинг просторот на калето. А во тек е јавна набавка за партерно уредување на простор од 1000 метри квадратни во близина на Музеот на современа уметност. Во овој дел на Скопје, од каде што е најубавиот поглед на центарот, ќе биде отворено и кафуле. Музеот за современа уметност веќе доби дозвола од Министерството за култура во рамки на своите простории да отвори кафуле, а според градоначалникот на град Скопје, таму ќе биде сместен и зиплајнот, за кој во тек е јавната набавка. Зиплајнот е безбеден адреналински спорт кој ќе овозможи спуштање од Музеот на современа уметност до градскиот парк. Од градот информираа дека зиплајнот во Скопје ќе зголеми туристичката и рекреативната понуда на градот и ќе го стави Скопје во редот на модерните европски градови кои посветено работат на унапредување на туризмот преку изградба на атрактивни објекти со потенцијал да привлечат нови туристи од земјата и регионот. Со уредувањето на калето и изградбата на новите содржини, за кои се очекува дека во текот на месец јули да бидат завршени сите постапки и градежни работи, скопјани ќе добијат уште едно убаво катче со прекрасен панорамски поглед на Скопје. Според Шилегов, калето треба да се направи атрактивно и привлечно место за граѓаните и да се врати во живот. Видот над калето е едно од најубавите места во Скопје, да го направиме атрактивно и привлечно и со содржини доволно добри за сите возрасти на наши граѓани, каде што ќе може да поминуваат од своето слободно време. За состојбата во која се наоѓаат фонтаните и парковите во општина Киселавода, пишувавме неодамна, а за да ја потврдиме состојбата на барање на жител на општината наш редовен гледач, излеговме и на терен, при што се уверивме во поплаките на граѓаните дека фонтаните се искршени или расипани и веќе подолг период се во неупотреблива состојба. 10 дена по реакцијата на Прва Скопска, фонтаните се поправени и пуштени во употреба. Искршена урбана опрема, откорнати детски реквизити, нефункционални фонтани и расипани чешми за вода беше сликата за парковите во општина Киселавода. За состојбата во која се наоѓаат фонтаните и парковите во општина Киселавода пишувавме неодамна, а за да ја потврдиме состојбата на барање на жител на општината, а наш редовен гледач, излеговме на терен, при што се уверивме во поплаките на граѓаните. Откако граѓаните се пожалија на потполно занемарување на нивните потреби од страна на локалната власт, Прва Скопска побара одговор од општинската администрација, од каде потврдија дека постои проблем со одржувањето на урбаната опрема и детските реквизити, но уверуваа дека наскоро ќе бидат санирани оштетувањата. И 10 дена откако го поттикнавме градоначалникот Филип Темилковски да ја подобри сликата за парковите, денеска забележавме значително подобрена ситуација. На местото на паднатата и искршена чешма во паркот Пушкин сега има нова чешма, но од неа се уште не тече вода, а реконструирани се и чешмите во паркот Шопен, како и на уште неколку локации. Од општината информираат дека фирмата која била избрана за најповолна на тендерот веќе завршила со санација на неколку фонтани, а на останатите се работи и тие ќе бидат пуштени во текот на неделата. Покрај фонтаните, оттаму информираат дека паралелно се работи и на санација на реквизитите во детските игралишта. Со цел долготрајно уживање во местата наменети за рекреација, од општината апелираат на совесно однесување од страна на граѓаните и чување на урбаната опрема и детските реквизити. А Прва Скопска и понатаму преку непристрасно информирање ќе ги поттикнува локалните власти за потребата од одржување на општините во добра состојба.
Поголем дел од граѓаните на Скопје се информирани за правата околу годишниот одмор, но голем дел од фирмите не ги почитуваат правата на работникот. За жал, некои граѓани наместо 20 добиваат само 7 дена годишен одмор. Ова главно се случува во малите предпријатија и се почесто станува пракса. Да не се гледа што пишува на хартија, туку што се случува на терен. Според Законот за работни односи, граѓаните имаат право на платен годишен одмор од најмалку 20 и најмногу 26 работни дена со можност да се користи во 2 дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена и да се искористи до крајот на тековната година, а вториот дел најдоцна до 30 јуни идната година. Голем е бројот на граѓани во Скопје, па и во другите градови од државата, кои не го користат годишниот одмор колку што им следува според законот. Ова е доказ дека работничките права се почесто се кратат, бидејќи се почесто станува пракса да не се гледа што пишува на хартија, туку што се случува на терен. Многу е важно граѓаните да знаат кои денови се пресметуваат во годишен одмор. Овде не се пресметуваат празниците, саботите и неделите, отсуствата поради боледување и другите случаи на оправдано отсуство од работа. Овие обврски ги предвидува законот, но колку тоа се применува во пракса. Прва Скопска излезе на терен и ги праша граѓаните на Скопје дали се запознаени со своите законски права околу годишниот одмор и дали работодавачите го почитуваат законот и работникот. Како што велат граѓаните, информирани се колку денови имаат право на одмор, но не секој работодавец го почитува тоа. Дали работодавачите го почитуваат правото на годишен одмор на своите вработени? Не. Само искористуваат вработените и во голема мера не ги пуштат на годишен одмор. Според законот за годишен одмор, дали знаете колку денови одмор ви следува? Па не знам, валјда према стаж, према работно искуство. Мислам дека е основен некаде 20 или 19 дена, не знам точно, а сега према работното искуство оди и стажот, јас колку што знам така е. Има еден летен и еден зимски. Зависно од фирма, приватна, службена, државна. Знам колку има. 2, 23, 24, зависи од стажот. Давач и овозможувам според пресметката колку денови на секого му следува. 24 работни. Устари 26 мислам дека беа. Според закон тоа што ми следува се 24 работни дена според работниот стаж што го има. А дали го почитуваат тоа работодавците, дали дозволуваат толку време работа? Таму каде што јас работам, да. Јас сум пензионерка, јас кога бев знам колку имав, а сега не знам. Јас имав околу, зависи од стажот. На 30 години имав месечни 30 дена или 28. Па би требало да го почитуваат, а дали го почитуваат не знам. Кога го Тогаш почитуваа, да, сега не го сега почитуваа. не, сигурно не. Барем како што имаме дојава од другите социјализмот. Непријавените работници, односно хонорарците и другите нетипични видови на вработување не се предвидени во Законот за работни односи, но морална обврска на менаџментот кој ги користи услугите на оваа најзагрозена група работници е да им овозможи еднаков третман во однос на користењето на одморите со другите вработени. Секое користење на годишен одмор треба во секоја фирма да е според однапред утврден план за одмори и секако писмено да добиете документ за користење на годишниот одмор. Доколку според работните обврски мора да работите за празник, работодавецот е должен да ви исплати празнична дневница. Доколку во календарската година работникот не бил во можност да го користи одморот за таа година поради боледување или повреда, породилно отсуство или нега на и чување на дете, може неискористениот одмор целосно да го искористи во наредната година, но само до 30 јуни. Времето утре ќе биде нестабилно со локален дожд и грмежи, особено во попладневните часови. Ќе дува слаб до умерен претежно северен ветер. Минималната температура ќе се движи во интервал од 8 до 13, а максималната од 23 до 30 степени. Во Скопје ќе биде слично време со температура до 27 степени. Од понеделник следува разведрување на времето и пораст на температурите.
Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието и останете понатаму на нашата програма. А повеќе информации можете да добиете на нашата веб страна, YouTube каналот и фан страната на Facebook. Пријатно!